Образованието е она што го прави човекот успешен, но колку образованието е успешно во нашата држава? За да се подобри квалитетот на воспитно-образовниот процес, потребно е да се воведат повеќе мерки, како во теоретскиот, така и во практичниот дел. Мерки кои што треба да се превземат, тоа се поголема соработка на училиштата со бизнис секторот, во смисла да учениците бидат практично вклучени во самиот производствен процес во компаниите, онаму каде што учениците ќе посетуваат. Значи, практичната настава не се учи преку теорија, практичната настава мора ученикот практично да ја осознае преку практична работа. По завршување на училиштето за секој ученик е важно да работи на професијата што ја избрал. Ваква можност нуди средното општинско училиште Колен Ехтенин Штип. Значи, покрај практичната настава која се одвива во самото училиште, знаеме дека училиштето располага со доста кабинети од сите профили. Покрај тоа, значи, имаме добра соработка со бизнис секторот, конкретно со угостителските објекти, бидејќи имаме и угостителско-туристичка насока. Понатоа имаме со машинските работилници, автосервиси и другите компании кои ни се веќе во самата општина. Во скоро време со отпушнување на фабриката која се гради во индустријската зона Кондево, најверојатно ќе склучиме договор за заемна соработка, бидејќи дел од нашите ученици веќе имаат некои согледувања за таа фабрика, односно за учество во производствениот процес, а и во подготовка на самите ученици за стапување во производниот процес. Имено, денес Штипското електромашинско училиште Колен Ехтенин беше домакин на годишното собрание на Сдружение на електромашинско сообраќајни центри на ниво на Македонија. Овие се редовни средби на собранието на Сдруженијето, на кој што се дискутира за активностите на училиштата во минатиот период. Тоа се претежно надпреварите кои што се одвиваат на општинско, регионално и државно ниво и предстојните активности. Едни од тие активности беа финансирање од страна на Министерството за образование и наука во смисла на проектите за изградба на реални компании, можност за аплицирање и средствата кои што следуваат за формирање на тие реални компании кои што се во функција на изведување на практичната настава. На денешната средба присуствуваат директорите со дел од професорите од средните стручни училишта во државата, представници од Министерството за образование и наука и од Центарот за стручно образование и обука.